Во ова издание стара опрема, македонските противпожарни возила заглавени во минатото. Нова технологија, дронови како пчели, вештачко опрашување на цветовите. Иден тренд, туристичка посета на Вселената, разонода и за обичниот човек. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Пожарите кои неодамна ги зафатија македонските шуми ги сврлија на површина сите системски пропусти. Најголем проблем е недостатокот на соодветна опрема. Противпожарните возила се престари и често во лоша состојба. Јавува Мики Трајковски. Ова возило за гаснење на пожари марка ФАП е од 1983 година. Со него располага противпожарната единица во Охрид и има капацитет од 8000 литри вода. Во Охрид е донесена во време на поранешна Југославија. Останатите противпожарни возила се од 1988 и 2000 година, а најновото е од 2010 година. Располагаме со 6 противпожарни возила, но 2 возила ни се со мал дефект и тие дефекти ќе се отстранат и сите возила ќе бидат во функција. А моментално сме со 4, но со 3 функционираме на ниво. Сето ова на пожарникарите им го тежнува нормалното функционирање и делување на терен, иако секогаш велат дека прават максимални напори за да успешно се справат со огнената стихија. Неодамна имале 4 пожари кои се појавиле во исто време. Дополнителен проблем е старата и дотрајана заштитна опрема и онаа која ја имаат донација од Холандија и Швајцарија и од 2010 година. Сликата е загрижувачка. Работиме со застарена опрема, тоа за во шумски големи пожари не може да се користи. Тоа со таа опрема и со чизми што и користиме за урбана средина, за во шума, ни се одежнува и работата. Меѓутоа, доста и ризикуваме. И работна униформа која што доаѓа на работа и заштитата опрема за доближување до пламен е од исти материјал, што не треба да е така. Кај нас не е набавено од 2002 година, кога бевне под Министерството за внатрешни работи. Истражувањето го направи Центарот за граѓански комуникации од Скопје во 2019 година покажа дека 70% од вкупно 220 противпожарникарски возила во земјава се од минатиот век. Просечната старост е околу 30 години. Најстари се 2 возила од 1966 кои ги поседуваат Струмица и Валандово. Лани направивме едно истражување кое што покажа дека околу 400 нови возила се набавени во институциите во последните 3 години, за што се потрошени околу 8 милиони евра. Тоа истражување покажа дека навистина можеби не се потрошиле баш најрационално пари. Во земјава недостигаат и повеќе од 500 пожарникари за да се задоволи законскиот минимум. Во меѓувреме имавме уште едно истражување кое што покажува дека сепак во јавната администрација се зголемува бројот на вработувања од година во година, меѓутоа овде кај пожарникарите имаме голем недостиг, па повторно би рекол едно неводење сметка за приоритети, бидејќи навистина директно зависи од оваа состојба, директно зависат човечките животи. Законскиот минимум одредува дека до 10.000 жители треба да се има до 9 професионални пожарникари. Охридската единица располага со 36 пожарникари, иако треба да има минимум 42. Работата и во објект изграден во 1950 година. Од Охрид за гласот на Америка, Мики Трајковски. Неодамнешниот успех на приватните компании за вселенски летови го поттикна интересот кај трагачите по авантури. Но цените се превисоки за многумина. Експертите велат дека за само неколку години трошоците за патување во Вселената ќе се спуштат доволно за да можат и обичните луѓе да си го дозволат тоа. Ова е поглед на нашата планета, овозможен од приватната компанија за вселенски летава SpaceX. Џон Стрикленд е директор на Националното вселенско друштво и има пишувано за колонизирање на Вселената. Тој за гласот на Америка вели дека земјината орбита е само почетокот. До 2030 очекувам SpaceX да гради база на Марс. Тоа може да биде и порано. Може да започнат со првите пробни лансирања уште во 2024. Би ме изненадило тоа да го направат во 2022. Основачот на SpaceX, Илон Маск, останува единствениот милиардер кој инвестира во приватно истражување на Вселената и кој се уште не отпатувал таму. Неговиот внимателен пристап може да му донесе долгорочна добивка.
Грег Отри е подпредседател за вселенски развој во Националното вселенско друштво, професор за вселенско лидерство во коледжот за глобален менеджмент Тандербирт во Аризона. За Гласот на Америка вели дека треба да му се даде заслуга на Маск, што ги надградува претходните успеси како дел од долгорочна стратегија за вселенски истражувања. Elon's genius because he understands he wants to terraform Mars. Илон е гений зашто знае дека сака да го тераформира Марс. Никој нема да плати за тоа, но тој има бизниси кои се заокружени. Бизнисот со лансирањата, со летовите на луѓе во Вселената, со Starlink. Тој знае дека мора да има заокружени бизниси кои носат кеш и добивка за приватните инвеститори на долг рок. Вселенскиот туризам доживува бум во последно време. Во јули, основачот на групацијата Virgin Ричард Бренсон изведе успешен лет на авионот Virgin Galactic, кој го однесе до работ на Вселената. Само 9 дена подоцна основачот на Amazon и на Blue Origin, Джеф Безос, го направи истото на неговата ракета New Shepard. Од Blue Origin и Virgin Galactic велат дека тие веќе имаат продадено билети за идни летови вредни милиони долари. Во Германија, туристичката агенција Design продава аранжмани за патување на Virgin Galactic. Vielleicht auch dieses Pioniergedanke. Може би тоа е идејата да се биде прв, да се биде еден од првите туристи во Вселената и да може да се каже го направив тоа, го искусив тоа или пробив уште една бариера. Тоа е како тест. Што друго можам да постигнам? Луѓето секогаш сакаат да одат понатаму. Тие сакаат и да ги прошират своите хоризонти. Тоа може особено да биде привлечно за луѓето кои веќе имаат направено многу нешта. За оние со дебели банкарски сметки, почетната цена за лет на Virgin Galactic е $250,000 за 10 минути. Blue Origin допрва треба да ги открие цените за нивните летови. И Отри и Стрикленд велат дека и за останатите ќе има добри вести, зашто очекуваат цените на билетите да паднат до маргините од неколку илјади долари во следната деценија. Мали самоуправувачки дронови кои се дизајнирани да мислат и да се движат како пчели, може да го револуционизираат земјоделството во иднина, но и да помагаат во мисии за потрага и спасување, како и многу повеќе. Мали автономни дронови кои можат да летаат и да се движат како пчели се визија за иднината на тим на истражувачи од Универзитетот на Мериленд. They are very small flying mechanisms. Тие се многу мали летечки механизми кои се опремени со камери, сензори, компјутер и кои може да го перципираат светот, да размислуваат, да донесуваат одлуки и да се однесуваат соодветно. Yeah, I think we should make the drone. Наскоро, овие самоуправувачки дронови ќе можат да помогнат во опрашувањето на цветовите или да работат во предели кои се опасни за луѓето. When this technology Кога технологијата ќе стигне на пазарот, ќе биде многу корисна во операции за потрага и спасување при земјотреси, за проверки на мостови во земјоделството. Дроновите не се контролирани од луѓе со џојстик, туку користат компјутерски вид со кој ги гледаат пречките на нивниот пат, како и вештачка интелигенција, за да го одредат најдобриот начин за да ги избегнат. Дизајнирани се да го имитираат однесувањето на птиците и пчелите, да се движат низ мали отвори. Би биле лансирани на терен од поголем дрон, дизајниран како пчеларник, пошто ќе може да извршуваат низа задачи. These drones open up. Овие дронови отвараат низа можности, зашто ако сакате да користите 1000 големи дронови, ќе ви требаат 1000 луѓе да управуваат со нив, нели? Но овие помалите имаат само еден голем дрон кој носи 1000 малечки, кога ќе стигне до целта ги испушта другите. Дроновите пчели може да патуваат повеќе од 6 километри. Има загриженост за потенцијалната злоупотреба на овие малечки машини, но засега тимот се фокусира на сето добро што тие може да го направат. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на гласнааmerika.com, како и на нашите профили на социјалните мрежи. Поздрав од Вашингтон!